Традиционалната трка која по 7 пат се одржа на Скопска газибава годинава помина одлично. Организацијски со многу атлетичари, рекреативци, тркачи, но и љубители за градење на здрави навики и подобра иднина. Весна Кираџиева ги открива деталите на идните планови за женската трка, Скопскиот маратон и се она што ја очекува годинава. Во однос на тоа како поминавме, ќе кажам дека сме задоволни. Задоволни се барем од тоа што ни го кажуваат после тркава сите учесници и генерално и тие кажуваат дека се задоволни, се допаѓа изгледот на медалите, бидејќи секоја година имаме нов дизајн, така што можам да кажам дека ние сме задоволни. Чим се учесниците задоволни, публиката задоволна, нормално дека ние сме најзадоволни. Оно што следува е женската трка на 9 април. Се подготвуваш за неа? Па, искрено да ти кажам, се подготвувам за други трки, како што е Скопскиот маратон. Женската трка генерално има ревијален карактер, има издвоено знам со оглед на тоа што така најавија организаторите дека ќе има и награди за оние по категории. Меѓутоа сепак јас ќе одам ревијално како еден вид на промотор на таа трка и знам дека секоја година е преубаво, премногу жени, можеби преку 1000 ќе има оваа година, како што до сега организаторите најавуваат, така што мислам дека ќе биде интересно, без разлика нели на пласман, повеќето од жените кои што одат за дружење, за забава, за мотивација, за рекреација. Лани беше навистина интересно, како што спомена имаше и дружење и забава. Да. Во тека веќе пријавувањето? Да, јас веќе во тек знам по тоа што бидејќи јас се пријавувам, нели? Сепак би препорачала сите оние кои што планираат да учествуваат со време да си се пријават, бидејќи знам дека има и бранови на пријавување, односно колку повеќе чекате, цената е повисока и неизвестно е учеството, нели, бидејќи се пополнува и таа бројка, така да сите кои што сакаат да учествуваат, еве јас ги охрабрувам дека навистина е забавно да се биде дел од таа трка, плюс сите имаат можност да добијат награда. Знам на крајот секогаш има и лотарија каде што можат да добијат и некоја награда од помагателите, спонзорите на трката, така што време е да се пријават. Твоја препорака за некоја дама која што прв пат ќе се појави, која што прв пат ќе истрча на оваква трка? Ништо посебно, значи да си дојде во опрема за трчање, со позитивна енергија, можеби да си доведе некој со себе друштво, уште некоја жена, девојка, ќерка, мајка, како и да е, и да очекува навистина голема забава и дружење. Кога се спомена твоето име, неизбежа на Скопскиот маратон, го спомена на почетокот. Да. Се подготвуваш ли од кога ќе заврши годинашниот за следниот? Па да, дефинитивно си Скопски, бидејќи моја, си ја сметам како домашна трка, учествувам уште од првата организација, така што не само што ми е предизвик, туку морам да кажам дека ми е некако емотивно сум врзана, да речеме, за таа трка, така што без разлика на тоа каков резултат имам јас, барем како што велат, додека ме држат нозете, планирам да учествувам макар и рекреативно од некој ден и дефинитивно можам да кажам дека се спремам. Сепак е маратон, 42 километра е сериозна дистанца, така што за мене подготовките постојано траат. Не можам да кажам дека конкретно за некоја трка се подготвувам посебно, ама да, Скопски дефинитивно ми е во плани оваа година. Временските услови секогаш влијаат на перформансот, меѓутоа во однос на тоа не гледаме да не прескокнуваме, бидејќи ни е важно на нас, зборувам за тие кои што професионално и активно се занимаваме, да не ги прескокнуваме без разлика какви се, со оглед на тоа што и на трка не знаеш какво време ќе те очекува, може да биде топло, може да има дожд, може да има силен ветер и тренинзите се всушност подготовка за било какви временски услови, за било каква трка, така што знаат да бидат проблематични, може да влијаат на перформансите, меѓутоа не ги избегнуваме во секој случај. Согласуваш ли со мене дека храната е еден битен елемент? Да. Колку се храниш ти здраво? Храната дефинитивно влијае на самите перформанси на трката, бидејќи знаем многу често да биде проблематично за стомакот во текот на трчањето да создаде нелагодност. За тоа мора да се внимава, не само да кажеме дека е здрава храна, туку се што се внесува да биде онака умерено, да биде адаптирано на вашиот организам, тоа што вие веќе како возрастни индивидуи, да кажеме, сте
во текот на годините сте согледале дека ви одговара и при тоа да биде избалансирано, нели секој се кажува овош е зеленчок, меѓутоа и протеини, јаглехидрати, сето тоа да биде добро избалансирано и мислам дека тоа нема посебно некоја тајна состојка, хемиски рецепт или било што. Кога ќе се спомне Весна, недостасува еден дел, тоа е Александар. Дали Александар се подготвува за Скопскиот маратон? Да, претходно се подготвува за една друга трка надвор од Македонија во Хановер. Може би ќе оди на нов македонски рекорд, ќе видиме, мислам според она што го тренира, јас што го гледам на тренизите од него, има во него се уште капацитет да многу јаки резултати. Скопски маратон секако дека ќе го трча, дефинитивно и тој цел маратон ќе трча. Ќе видиме, временските услови се такви како што се, патеката е одлична за правење резултати, меѓутоа мислам дека генерално ќе одиме и јас и тој на висок пласман, со оглед на тоа што и државно првенство на Македонија во маратон, така што ќе гледаме нели да имаме што повисок резултат. И двајцата одиме на одбрана на титулата државен првак, бидејќи веќе некои 2-3 години наназад и двајцата ги освојуваме титули, оваа година повторно ќе се бориме за да ги задржиме. Ќе видиме како ќе одат работите, пак ќе кажам маратон, долга дистанца е, променливи се условите, се е променливо, така што се може да се очекува. Ќе видиме како ќе испадне. Кираџиева повторно покажува дека жените се подиднакви со мажите. Едно охрабрување до сите дами. Пријавете се и бидете дел од престојната женска трка или Скопскиот маратон. Желбата е посилна од се.